Да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги стакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме, со Горан Петрески. Добро утро. Да си кажеме за проблемите со кои се соочува македонската економија. Утрово гостин е Орце Симов, потпредседател на Сојузот на стопански комори. Господин Симов, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам на поканата. Утре е 1 јули, што значи дека изминува половина година од 2023, 6 месеци. Како би ја оценила економската состојба во земјава моментална? Дали може да се каже дека економијата заздравува по она кризна енергетска и воена 2022 или пак се уште рано се зборува за заздравување? Економијата е во состојба на благо заздравување. После ковид кризата, после енергетската криза, после војната во Украина има некои тенденции на благо заздравување и зголемување на бруто домашниот производ. Меѓутоа, тоа заздравување е далеку под очекуваните проценти на раст и може да се каже дека најголем дел од македонската економија, односно македонските компании се во состојба на преживување, не на развој. Македонските компании се соочуваат со проблеми кои доаѓаат од повише различни страни, повеќе негативни фактори делуваат на македонската економија и се во бизнис секторот, меѓу компаниите, меѓу собствениците, менаџерите на компаниите, повеќе се разговара за решавање на проблеми, за надминување на разноразни пречки и негативни последици од кои што доаѓаат од повеќе страни, отколку за развој, за генерирање на нови приходи, создавање на нови производи и услуги. Кога би ги идентификувале клучните столбови, слабости, односно на македонската економија, врз кои треба да се фокусираат мерките сеопфатно и од институциите и од бизнис секторот, кои би биле тие, кои се клучните слабости, предизвици за втората половина од 2023? Проблемите во македонското стопанство се повеќе димензионални, има многу негативни фактори кои што делуваат противно на побрз развој на македонската економија и ја ослабнуваат македонската економија. Најголемите проблеми се од сферата на човечкиот капитал. Има недостиг на квалификувана и неквалификувана работна сила. Потоа многу голем проблем е високата инфлација, високите средства кои што се плаќаат за човечки потенцијал, за плати, за репроматеријали, суровини, високите камати за обратни средства, зголемените трошоци по основ на враќање на рати за веќе земени кредити. Листата е долга, наброивте многу проблеми, меѓутоа на врвот некаде го спомнавте недостигот на работна сила. Како тоа се претворивме од земја со ефтина работна сила, во која не достигаа само пари за инвестиции, да станеме сега не само земја со голема неликвидност, туку и земја која се соочува со стручен и квалификуван кадар. За жал, долг временски период од Македонија има тенденции на иселување од нашата земја. Може би тие тенденции траат со векови, сигурно со децении. Ние, иако се наоѓаме на добра географска положба, кај што има одлични климатски услови за живење, долг временски период не сме во состојба овде да се организираме, да функционираме, да живееме како што треба. И имаме последните 20 години, според некои статистики, се иселени од државата околу 500.000 луѓе. Тоа е огромна бројка. Во моментот македонската економија како најголем проблем го оценуваме недостигот и на квалификувана и на неквалификувана работна сила. Компаниите не се во состојба да развиваат нови производи, нови услуги, да иновираат, туку тие се ориентирани кон тоа да ги зачуваат постоечки, да ги задржат, да не пропаднат постоечките бизнис операции кои што создаваат приходи на тие компании. Најголем дел од тоа, најголема причина е недостигот на работна сила, која што ние функционираме во услови на нестабилност, каде што имаме континуирано одлив на работоспособно население и прилично високо зголемување на платите годишно, кое што се движи околу 20% на годишно ниво, а растот е околу 2%. Значи 10 пати повеќе растат платите отколку што расте бруто домашниот производ. И се наоѓаме во една состојба на нестабилност, на една неизвестност, која што не овозможува услови за еден еквилибриум кој што ќе води кон економски раст.
Како ќе се одрази ако оваа тенденција продолжи со растот на платите, а несразмерно во однос на растот на економијата, вкупната економија и бруто домашниот производ? Каде не води тоа? Тоа води кон непрофитабилно работење на компаниите. Приходите кои што ги остваруваат компаниите не соодветствуваат со трошоците кои што ги создаваат компаниите. Ние не генерираме доволно производ и не се наплатуваат доволно средства за да се покријат сите тие трошоци кои што ги создаваат зголемените плати. Мораме да одиме кон иновации, кон нови производи, кон нови услуги кои што ќе создадат додадена вредност која што ќе овозможи да се исплатат тие поголеми плати, а за тоа се потребни многу услови, подобро образование и подобар систем на подобра околина на функционирање на самите компании. Еве сега и синдикатите вршат силен притисок врз владата и можно е идната недела да се најде некаков договор околу минималната, односно околу платите во јавниот сектор и таму се бара зголемување во балансирано и базирано врз база на минималната и просечната плата. Каков е вашиот став во однос на тоа како Сојуз на стопанска комора? Ние, за да го спречиме тој одлив на население, мораме да ги зголемиме платите. Луѓето се најголемото богатство на една држава, на една земја, на една нација, па и за една економија. Ако нема луѓе, нема да функционира ни економијата, ни државата, ни стопанството, ниту ништо. Мораме да се бориме за секој човек да опстане тука. Од една страна мораме да работиме на тоа да ја подобруваме економијата, да ги зголемуваме приходите што се остваруваат. Тоа можеме да го правиме преку воведување на нови производи, нови услуги, иновации кои што овозможуваат зголемен нараст, кои што овозможуваат дополнителни и поголеми приходи, поголема додадена вредност, да функционираме во една услови каде што конкуренцијата е помала, а има многу полиња каде што можеме да се насочиме и да ги насочиме нашите напори на развој на македонската економија. Од друга страна, државата треба да ги подобрува условите за развој и работа на бизнисот, да ги оптимизира процедурите кои што го регулираат бизнисот, да ги намалува документациите, да ги намали бюрократските процедури. А исто така, да не звучиме многу теоретски. Еве би ве прашал, неколку пати го спомнавте зборот иновации. Како македонските компании да се занимаваат со иновации, да инвестираат во такво нешто, кога прво парите се многу скапи, кредитите се поскапени, државата, велите, не обезбедува соодветни услови за тоа. Знаеме колкав е буџетот за наука и за истражување во образовните институции, знаеме и образованието во со какви се проблеми се соочува. Како може една компанија од среден калибар, например од мали или средни компании, како што е најголемиот број кои ги обединувате вие како комора, да се занимава со иновации? Ние мораме да изнајдеме начини да се занимаваме со иновации и да создадеме производи и услуги кои што ќе ги понудиме и на светскиот и на регионалниот пазар. Доколку не го направиме тоа, нема да генерираме доволно приходи кои што ќе овозможат нашите компании да функционираат, да ги зголемиме платите и да го задржиме населението тука. Мораме да најдеме начин како тоа да го направиме. Во моментот во Македонија од буџетот се издвојуваат многу малку средства за истражување и развој, тоа е само 0,2% и тоа е неколку пати помалку во однос на земјите од развиениот свет, а исто така не достигаат и финансиски институции кои што ќе ги поддржат иновациите во сите фази од животниот век на една иновација. Инаку полиња за иновации во моментот има повеќе. Светот се соочува во моментот со климатска катастрофа. Ние се наоѓаме пред климатска катастрофа, тоа веќе и без да земаме некои податоци за просечни температури и така натаму, сите го гледаме во промената на климата. Во моментот годишно се емитуваат 52 милиарди тони јаглерод диоксид во атмосферата. Од тие 52 милиарди тони одредено од кои извори се генерираат тие, највеќе од производство на цемент и челик за градење, тоа е 29%, 26% од производство на електрична енергија, 22% од земјоделие и производство на храна. Каква револуција би можеле ние македонските компании да направиме во однос на ова? Ние можеме да работиме во таа насока да тука се потребни нови breakthrough технологии кои што ќе овозможат производство на челик и цемент со намалена емисија на CO2, дигитализација која што ќе овозможи одредени процедури да не генерираат, да не трошат толку многу ресурси, да не
да не емитуваме толку CO2 годишно. Во однос на транспортот се потребни големи иновации затоа што примена на електрични автомобили, развој на батерии. Не, иако сме мала земја, можеме да направиме многу во тој поглед. Не Зошто можеме не да правиме оправдаме тогаш? дека сме мала земја. Еве, Се согласувам дека има многу полиња за работа, меѓутоа зошто до сега нема ништо? Например, зашто ние не можеме да развиеме електричен автомобил? Еве Хрватска да ја спомнеме. Во Хрватска се појави, иако е земја со слична големина како нас, малце е поголема, таму има една многу успешна компанија за производство на електроавтомобили, тоа е Римац автомобили, која што стана веќе многу значајна, купи и некои компании што се во областа на електроиндустријата и повеќе од 100 години. Значи не е оправдание тоа дека сме ние мала земја и дека не можеме. Сингапур, например, ако го земеме во предвид, они независност имаат 1965 година добиени и тогаш биле една од најсиромашните земји во светот. Нивната GDP бил колку Мексико и некои земји од Африка, по околу $300-400 по глава на жител. Меѓутоа, тие со правилна стратегија 65 година, од 65 година наваму стануваат една од најразвиените земји во светот. Значи, ние мора да одредиме кои се нашите предности и да го примениме тоа. Тука би требало да биде прагматично лидерство, ефикасна борба против корупција, ефикасна јавна администрација. Мора да се подпираме на најбистрите и најпаметните луѓе што ги имаме во генерацијата, а нив да ги добиеме преку квалитетно образование и за тоа соодветно да бидат платени, а исто така мора да учиме многу и од други примери, да видиме. Господин Симов, многу убаво звучи ова што го слушаме, меѓутоа многу е генерално и теоретски, повторно ќе кажам. Може практично да ни кажете, еве како Сојуз на стопански комори, како претседател на информатичко-комуникацијската комора во рамки на ССК, правите анкети веројатно на бизнис амбиентот, на деловниот амбиент, на бизнис климата. Што најмногу ги мачи? Кои се спомнавте на пример бирократски процедури? 3 децении и кусур од независноста имаше такви мерки, се воведува едношалтерски системи, се правеа многу закони се носеа со цел да се олесни процедурата за бизнис. Кои се сега најголемите бирократски процедури? Кои се клучните проблеми кои ги мачат вашите членки? Кога ќе разговараат собственици на бизнис или менаџери на компании, највеќе се случаат зборови, проблеми, не можеме да добиеме дозвола за тоа, долго време трае таа процедура, имаме проблеми со разноразни институции, многу често се слуша зборовите со недостиг на невработени, не можеме да ги реализираме проектите за кои што сме се нафатиле, вработените заменуваат од една, недостигот на вработени предизвикува голема флуктуација на кадри од една во друга компанија. Кога се прима нов вработен, тој во таа компанија е вработен само неколку месеци, за тие неколку месеци тој е на терет на компанијата затоа што не придонесува во неа, туку учи што се случува, само што научил, отишол во друга, во трета, во четврта компанија или после тоа се иселува од државата. Тоа се најчестите зборови што се случаат меѓу вработените. Например, од бирократските процедури. Ние мораме да оптимизираме тоа што е непотребно и што е вишок во една процедура, мораме да го елиминираме од потребна документација. Треба да се дигитализира државата. Например, ако барате одобрение за градба, има многу документи што се барат. Треба од самата институција се побаруваат документи кои што го издава одобрението за градба. Вие треба во не едношалтерски систем кој што ќе обезбедите документи од повеќе различни институции. Вие ако пробате да добиете одобрение за градба, треба од истата институција која што го издава одобрението, од нејзини различни сектори и различни шалтери да обезбедите документи и да ги однесете на шалтер во истата документација. Ништо во универзумот не може да функционира доколку не е оптимално. Генетските алгоритми го елиминираат тоа што во универзумот е неоптимално. Значи мора да оптимизираме, да употребуваме најмали напори за реализација на одредени активности за да може бизнисот да се посвети на неговите суштински за неговата суштинска дејност. Тоа е генерирање производи, генерирање на услуги, продажба, обука на вработените, а не да се занимава со дозволи, документации и слични работи. Сте го ставили ова на хартија како предлог до владата, конкретно во кои закони треба да се интервенира за да се олеснат процедурите? Спомнавте дозвола за градба. Еве во вашиот сектор, во IT секторот, кои се клучни бирократски процедури? Имате проблеми кога станува збор за IT компаниите? IT секторот во Македонија функционира, тој треба да помине на едно наредно ниво. Во моментот IT секторот во Македонија, луѓето кои што функционираат во Македонија во најголем дел не работат во компании кои што создаваат своји производи и услуги, кои што би ги продавале на регионалниот и светскиот пазар и со тоа би генерирале
дополнителна додадена вредност, туку тие работат во компании кои што странски компании кои што тие ги поседуваат производите услугите, тие ги продаваат на светскиот пазар, тие добиваат таа високо генерирана вредност, а овде се исплатуваат само поголеми плати. Добро е тоа што имаме вработени во IT секторот, добро е што земаат поголеми плати, меѓутоа тоа е нешто слично како во текстилната индустрија. Луѓето немаат свој бренд, свој производ, своја услуга, туку работат за некоја друга компанија која што го има тој производ, а тие само добиваат малце поголема плата. Значи, дали ова значи дека на некој начин IT секторот, односно бизнисот во Македонија во однос на IT индустријата стагнира, за разлика од оној подем од минатата деценија кога повторно, како што велите, лон систем како текстилната индустрија, односно аутсорсинг, од овде се произведуваат производи што се извезуваат и благодарение на ефтината работна сила овде, паметни компјутерџи, сега и тие паметни компјутерџи не се веќе ефтини, станаа скапи. За странците па има одреден вид степен на стагнација. IT индустријата во како никоја друга индустрија во светот овозможува да се работи на далечина. Значи може да се живее во Македонија, да се работи за развиените економии исто како да се наоѓаме таму. Тоа овозможува да во Македонија се формираат компании кои што ќе извршуваат производи и услуги за странските пазари, они за тоа да добиваат поголеми плати и тоа функционираше се додека во Македонија беа пониски платите. Меѓутоа сега во Македонија исто така поради недостиг на работна сила во тој сектор, платите забрзано растат и да не речеме се изедначуваат веќе со платите што ги има во развиените земји и може на некој начин и да се каже дека тоа е една од причините за стагнирање, а ја нема таа додадена вредност која што ќе овозможи и понатаму да растат платите затоа што не се поседуваат своји производи и услуги кои што ќе генерираат поголеми приходи. Каде е излезот од оваа ситуација? Мораме да излезот од ситуацијата е покомплексен, значи повеќе димензионален, мораме да имаме поефикасна јавна администрација, подобра борба со корупцијата, подобро образование, се потекнува од образованието, затоа што образованието во моментот ги произведува и сите идни професии, и за да ние можеме да создаваме производи и услуги, да функционираме во едни области каде што нема конкуренција и каде што маржите на заработка се многу поголеми, мораме да имаме квалитетни луѓе кои што ќе можат да создаваат производи и услуги. Мора да бидеме лидери, а не да следиме. Господин Симов, како комора, дали сте усогласени во однос на забелешките, барањата, мерките кои треба да се донесат? Повторно ќе се навратам на она што го спомнавте, законот за градба, колку бил сложен за да се стаса до тоа одобрение за градба и сите тие бирократски пречки. Дали со другите комори сте усогласени, сте тропнале на адреса на владата, сте дале некои документи, сте рекле повелете имплементирајте го ова, за да му олесните на бизнисот да се забрзаат процедурите? Ние со другите комори сме усогласени, сме во комуникација со нив, ние сме дел од диалогот за јавно-приватно партнерство, коморите со владата имаат една платформа која што се вика диалог за јавно-приватно партнерство. Председавач на тоа јавно-приватно партнерство 1 јули треба да биде Сојузот на стопански комори. До сега беше Стопанска комора на Македонија и сите проблеми што ги има, ние ги заеднички ги усогласуваме, потоа се закажуваат состаноци со владата и тие проблеми тамо се истакнуваат. Меѓутоа до сега нема фидбек, нема резултати. Проблемите се истакнуваат, се дискутира за нив, меѓутоа немаме повратна информација до каде е стигнато. Сега разговараме на таа тема да сите тие проблеми ние што ги истакнуваме се водат во некаков систем и потоа да се знае прогресот до каде е, што е направено и до каде е стигнато по однос на тоа прашање што било истакнато од коморите или од некои сектори на коморите. Перцепција на голем дел од вашите колеги е дека бизнисот е оставен некаде на страна, дека секогаш во Македонија има некои други приоритети, важни прашања за решавање и кога се зборува за бизнис, се зборува низ призмата за тоа како политичките кланови прават милиони или како се заработуваат сомнителни пари или за контроверзни големи проекти од типот на Бехтел и Енка, меѓутоа не се зборува за малите и средни компании, не се зборува за водечките компании во Македонија кои се навистина столб на оваа држава и за нивните проблеми туку некако се заобиколуваат тие важни работи. Каков е вашиот впечаток? Доколку не се постави систем кој што е базиран на знаење, кој што е базиран на правда, на вистински вредности, на тоа најдобрите луѓе што ги имаме да работат во одредени сфери, нема да има напредок и ќе стагнираме. Ние тоа го гледаме со децени.
нема напредок. Значи, тоа што на некој му е возможено на некаков начин да се стекнува со нешто што не го следува или на неправилен начин, со коруптивни сделки, тоа создава несигурност, неправда, незадоволство и една од причините што ги тера луѓето да се иселуваат од државата, затоа што некој гледа дека он работи правилно, сериозно како што треба и стигнал до одредена позиција, друг не работи правилно, не работи сериозно, он ги заобиколува правилата и процедурите и направил многу повеќе од него. Тоа создава незадоволство и не ги мотивира луѓето да се надградуваат, да работат правилно. Можеби и на тој што го прави тоа, во одреден првичен момент му се чини дека он добил нешто, создал нешто. Меѓутоа тоа е краткотрајно, на долги стази сите губиме од тоа. Значи ако сакаме, тоа било едно од предностите на Сингапур, 65-та година. Значи они рекле, што сме ние? Сингапур е мала земја, еден град кој што нема никакви ресурси. Сите други околни земји биле многу поголеми и имале многу ресурси. Кои се нашите предности? Прва предност што ја одредиле е дека тоа они се население кои што ги почитува правилата и процедурите. И тоа ги довело понатаму до голем успех. Значи ние мора првично да се откажеме од заобиколување на законските процедури, да наоѓаме дупки во законите, него сите да се трудиме да почитуваме правилноста на процедурите во секоја сфера. Добро, во однос на ваш коментар во однос на макроекономските параметри, битката со зауздување на инфлацијата дава резултати, меѓутоа не како што беа очекувањата. Инфлацијата се покажа пожилава, поотпорна и се уште е двоцифрена. Во меѓувреме поскапеа парите, капиталот, каматните стапки се покачени. Како тоа влијае? Тоа и ако на тоа се надоврзат буџетскиот дефицит, можноста намалена на државата дополнително да се задолжува за да помогне во реалниот сектор. На тој план како стоиме во Ние треба да знаеме кај се наоѓаме. Македонија, за жал, мораме да констатираме, еве да ги кажеме бројките. 2020 година Македонија имаше најголем пат на економијата во Западен Балкан. 2021 имаше најмал раст во однос на 6 земји од Западен Балкан. 21 исто така, 21 најмал раст, 22 најмал раст, 23 ќе видим. За жал го констатирам тоа кога зборувам компаративно со другите земји што се во Западен Балкан, не во светот. Значи таму е нашата позиција. Проекциите на Светска банка се дека и оваа година ќе биде најмал раст. Косово ќе расте 3,5%, Македонија е ревидирана надолу стапката на прогнозиран раст на бруто домашниот производ од 2,9 на 2,5. Да, тоа е тоа што кажува дека овој систем што сме го поставиле, овие принципи на работа што ги имаме, и граѓаните какви одговорности, морал, етика, принципи имаат и компаниите и владата, дека не води кон резултат и да не речам покажуваме најслаби перформанси во земји што се од Западен Балкан. Значи мора сите да се подобриме, сите да се менуваме и да изнајдеме нови начини како да ги надминеме тие состојби. Во однос на макроекономските позиции, дополнително, вчера ги гледав реализацијата на буџетот до 28 јуни оваа година. 282 милиарди денари оваа година е проектиран буџет, 128 милиарди денари до вчера се остварени. Тоа е некаде околу 45%. Мириса на ребаланс. Да, мириса на ребаланс. Капиталните инвестиции се под 45%, 44,64%, а ако нема капитални инвестиции, нема развој на бизнисот. Тоа е еден од подобрите начини како да му се помогне на бизнисот, преку капитални инвестиции, преку инфраструктурни проекти. Доколку се покажано е во светот дека инвестициите во инфраструктурни проекти првично го помагаат бизнисот, а потоа тие инфраструктурни градби кои што се направени овозможуваат проток на луѓе, на добра и го овозможуваат и секундарен развој на бизнисот. Значи, првичните бројки од првата половина на оваа година и буџетот покажува дека полнењето негово не оди како што треба. Тоа го дава и сентимент за бизнисот дека не функционираат работите. Ние според наши истражувања што го имаме направено во Сојузот на стопански комори, македонските компании оваа прва половина на 2023 година имаат за 20% помали инвестиции од колку лани. Значи не се инвестира, се преживува, се настојува да
обстанат постоечките потоци на приходи што ги имаат компаниите, а не да се создаваат нови. Не се разговара јас го направив тоа, направив таков производ, таква услуга, планирам да го направам тоа. Не, бизнисмените меѓу себе не разговараат со тој јазик. Па тоа да израѓа нови идеи како да се направа, да се прават нови производи и услуги, туку најчесто се разговара со тоа што се спомнуваат зборовите проблеми, тешкоти, не може и така натаму. Кога се креира буџет, ви се случило да ве прашаат како Сојуз на стопански комори да ве викнат во владата во време на креирање на буџетот за наредна година или кога ќе се прави ребаланс, на пример, што е многу известно сега во наредниот период, за да чујат ваш став како бизнис сектор, што мислите вие за како треба да се искреира буџетот за наредната година? Ние до сега, откако сме раководство на Сојузот на стопански комори, последните 2 години не сме викнати да учествуваме во креирање на буџетот, пред да се донесе претходната година за наредната година кога се носи буџетот, ниту пак кога имало ребаланс, не сме консултирани во однос на никакви прашања за буџетот. Претходното раководство било консултирано од некој министр? Не верувам дека и претходното раководство, не можам 100% да кажам. Јас сум и долго време во управниот одбор на Сојузот на стопански комори, над 10 години, така што немам информација дека претходното раководство учествувало во или дека било која влада некогаш со реалниот сектор се консултира пред донесувањето на буџетот. Не верувам, да. Проблем е во Македонија тоа што најголем дел од буџетот оди за плати, придонеси и социјални трансфери, а не оди за капитални инвестиции. Затоа ние немаме реновирање на патишта, немаме градење на нови патишта, нема нови училишта, нема нови болници, едноставно нема средства за капитални инвестиции. А капиталните инвестиции, како што спомнавме, се најдобра помош за стопанството, затоа што кога има капитални инвестиции, тие ги реализираат некои стопански субјекти, они со тоа ги зајакнуваат своите капацитети, градат нови човечки ресурси, купуваат машини, добиваат ноу-хау и силниот домашен пазар овозможува создавање на економски капацитети кои што потоа се способни да излезат и надвор од државата. Господин Симов, кога последен пат како раководство на ССК сте се сретнале со некој од надлежните ресорни министри за економија, за економство, за финансискиот дел, министерот за финансии, за економија или за вице-премиерот за економски прашања? Па ние последен пат со представници од владата се имаме сретнато пред околу месец и половина отприлика на тој диалог што го имаме за јавно-приватно партнерство и на него се разговарани одредени теми кои што ги тиштат македонските компании. Може по-конкретно да кажете зашто и на што се жалевте и дали има одговор во изминатите 45 дена? Во изминатите нема одговор во изминатите 45 дена на тие точки што беа на последниот диалог за јавно-приватно партнерство. Очекуваме сега на наредниот состанок да се донесе и деловник за работа, како ќе се работи и во тој деловник за работа да биде дефинирано дека истакнатите проблеми ќе бидат нотирани во одреден систем и ќе се следи прогресот на нивна реализација. На последниот јавен приватен диалог беа дискутирани повеќе точки. Една од нив беше помошта на македонските IT компании кои што работат на македонскиот пазар. Како да се издадат некои начини да се помогне на македонските IT компании, затоа што како што државниот сектор остана без вработени во IT секторите во институциите, затоа што се ниски платите. Се ниски платите, отворија странски компании кои што работат во Македонија, а услугите ги продаваат на странскиот пазар каде што бруто домашниот производ е неколкократно повисок од македонскиот и можат да дозволат многу поголеми плати, така и македонските компании кои што даваат услуги на македонското стопанство и македонските институции остануваат без кадри и тоа може да влијае прилично негативно во процесите на дигитализацијата и на државните институции и на македонските компании и дополнително да ја влоши состојбата на економијата. И едно од прашањата што беше разговарано е тоа, потоа се разговараше за законот за работни односи, да се донесе закон за работни односи во кој што и компанијата и вработениот ќе се гледаат на еднаква основа, затоа што се тие две договорни страни, веќе не се можеме да кажеме дека и вработените на некој начин со недостигот на вработени, флуктуацијата на кадри,
иселување од државата се нанесуваат големи штети од вработени на компаниите, затоа што компанијата склучила одредена договор, има одредени бизнис операции, тие не може да ги изработи, не може да го испорача тоа што е потпишано некој договор, затоа што вработените без никакви правила доаѓаат, едноставно не доаѓаат наредниот ден на работа, ја оставаат тачната, заминуваат и така натаму. Има документ насловен Фискална стратегија за период 2024-2028 и тука се прават прогнози за пониска инфлација и за како ќе изгледа економскиот раст. И од она што успеав да го видам, бидејќи станува збор за нов документ, и таму се ревидирани бројките во надолна линија, што значи дека економијата ќе заздравува многу бавно, односно ќе расте помалку од очекуваното и посакуваното. Дали имате учество, дел во подготовката на оваа фискална стратегија? Дали ви имаат консултирано и вас? Во оваа фискална стратегија што е од 2024-2028 ние не сме консултирани и немаме учество. Имаме учество во националната стратегија сега што почнува да се прави за наредните 20 години. Инфлацијата се очекува да се намали и во почетокот кога се појави инфлацијата се очекуваше дека таа ќе биде транзиторна инфлација, дека таа е поради високите едновремената појава на многу високи цени на енергенсите, и на нафтата, и на гасот, и на електричната енергија, што никогаш не било случај во светот. Последен пат економска криза кога имало поради енергенси, тоа е крајот на 70-тите години, поради превирањата во Иран кога Шахот Пахлави го ја напушта Иран. Поради високите цени на нафтата се појавува енергетска криза, а сега во овој период имавме на трите главни енергенци високи цени и тоа предизвика инфлација која што се очекуваше дека многу побрзо ќе заврши, дека таа ќе биде транзиторна, но се задржа малце подолг временски период и сега полека почнува да опаѓа, се надеваме дека идната година едноцифрена ќе биде инфлацијата. Како ќе влијае врз стапката на инфлација и генерално врз случувањата во бизнисот, врз малите и средни компании пред се? За утре најавеното, односно за утре веќе известното зголемување на ДДВ-то за струја од 10 на 18, враќањето на старата стапка пред кризата. Цената на струјата, враќањето на ДДВ-то од 10 до 18% не ги засега толку компаниите, тоа е повеќе физичките лица ќе плаќаат повисока цена на струјата. Цената на струјата за компаниите останува иста колку ланската година. Нема промена, тие што се на слободен пазар оваа година трошат малце помалку средства затоа што цената на електричната енергија е помала на Хупекс берзата. Многу од нив инсталираа и фотоволтаични системи, што е добро за нас. За компаниите кои што се на регулираниот пазар, цената на струјата останува иста. Можеби можеше да се очекува дека е можно некакво намалување затоа што ЕСМ према ЕВН ја намали струјата за 5%. Од 56 евра за мегават час се намали на 50 евра за мегават час. Меѓутоа за компаниите на регулираниот пазар нема намалување и таа останува иста како лани. Господин Симов, за крај, велите треба да се направи начелен договор во општеството, да решиме да станеме како Сингапур или да станеме, да одлучиме дека сакаме да одиме напред, а не да стагнираме или да назадуваме како што ни се случува во изминатите 3 децении. Меѓутоа, ова истото го зборуваат многу луѓе, општествени и политички фактори. Токму во ова студио овде, кога доаѓаат, власта вели треба да направиме ова и ова, меѓутоа имаме блокада од опозицијата. Кога ги слушаме опозиционерите велат треба да се направи тоа, имаме неспособна влада, не го прави. Кога ве слушаме и вас, бизнисмените, исто така знаете што треба и како треба. И сите се едногласни во однос на тоа што треба да се преземе. Зошто не седнеме еднаш и не го донесеме и не го направиме тоа што треба да го направиме? Сите знаеме како треба и што треба, меѓутоа еве во пракса секој ден тонеме се подолу и подолу. Најверојатно затоа што не ги почитуваме правилата и прописите и не го почитуваме тоа што сме го донесли, не го спроведуваме тоа што е донесено на хартија. Имаме разни стратегии, не постапуваме по тие стратегии. Например, ние сме имале стратегија за енергетика. Не е постапено по таа стратегија за енергетика, може да се види по резултатите кои што ги имаме. 90-тите години Македонија била енергетски независна држава, сега сме ние веќе енергетски зависна држава. Не сме во состојба да произведеме ни толку електрична енергија колку што сме произведувале 90-та година. Една третина сме од производство на државниот производител од тоа што е потребно. Затоа што во меѓувреме имало стратегии. Тие стратегии кажувале дека треба да се градат капацитети, ама тоа останало само на хартија. Не се направило. Носиме стратегии за развој на економија, на бизнис, на образование и на се, меѓутоа тоа останува на хартија, после тоа не се спроведува. Ние мораме
да најдеме кои се нашите компаративни предности, да проучиме повеќе системи во светот, да дефинираме некакви системи, да направиме симулации, ако ги изградиме тие системи, што ќе се случи? И што треба да смениме, во кој параметар треба да смениме во тој систем за да добиеме повеќе параметри, и откако ќе го најдеме најоптималното решение, потоа не само да остане на хартија, треба да го спроведеме во реалноста. Господин Сивов, благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата.